Во изминатиот едногодишен период, во зависност од расположивите финансиски средства, а во функција на подобрување на севкупните услови за живење на граѓаните, општина Неготино реализираше повеќе проекти. Така, на влезот од селото Тимјаник до мостот на Тимјаничка река од десната страна се изврши проширување на конструкцијата на улицата, за да се овозможи ширина на коловозот од 6 метри и тротоар од 2,5 метри. При изведбата на овие работи се јави потреба од дислокација на старата водоводна линија. Дислоцирањето е извршено долж новоизведената траса на тротоарот во должина од 340 метри со пластично црево и сите приклучоци се изведени на изградената водоводна линија. Меѓу другото, извршени се градежни работи до фаза тампонирање на проширениот дел од коловозот и тротоарот, а едновремено изведени се работи со косини и ѕидови за непречено користење на тротоарот. Фреквентноста на овој пат, како од возила, така и од пешаци, ја наметна потребата од изведување зафат за зголемување на безбедноста на сообраќајот. Општина на Неготино во Криволак изгради игралиште за забава и рекреација на децата и младите. Ова е можност повеќе за исполнување на слободното време, а наедно и начин за оддалечување на младите од пороците на денешнината. Поставен е кош со метална конструкција и асфалтиран е просторот околу него. Изградена е пристапна патека и игралиштето е оградено со метална ограда. За забава на најмладите се поставени повеќе реквизити. Во тек е изградба и изведување на завршните работи за помошно фудбалско игралиште во склоп на спортскиот центар Младост. Игралиштето е финансирано од Агенцијата за млади и спорт и општина Неготино. Со проектот е предвидена изградба на спортски терен со дренажа, водоводна линија за наводнување, трибини и соблекувални. Теренот ќе биде ограден со метална ограда, а ќе бидат поставени канделабри за осветлување на истиот. Општина Неготино имаше обврска да го подготви теренот, да донесе санитарна и технолошка вода до самиот терен и електрична енергија за приклучок. На левата страна од кејот на Неготинска река, на потегот од спортскиот центар Младост до надвозникот на автопатот Е75 покрај булеварот, јавното предпријатие Комуналец изврши разубавување на просторот. Имено беше облагороден теренот кој доскоро беше запуштен и кој го наградуваше изгледот на градот, дотолку повеќе што се работи за влезот во Неготино од кај автопатот. Предходно беше пуштен крак од системот за технолошка вода во должина од околу 600 метри, а потоа теренот беше култивиран и засејан со трева. Засадени се и поголем број на јаворови дрвца. Со оваа активност местото се повеќе станува омилено шеталиште во попладневните и вечерните часови, посебно за повозрасната популација од градот, а меѓу другото поставени се и клупи за одмор. Општина Неготино успешно аплицираше со свој проект асфалтирање и уредување на центарот во Пепелиште на повик од страна на Алка за програмата за интегриран рурален развој. Со реализацијата на овој проект ќе се започне во месец ноември и истиот ќе биде кофинансиран од страна на општина Неготино и од Алка, а вредноста на проектот е 2.200.000 денари. Во реализацијата на проектот се предвидени повеќе активности и тоа: тампонирање и асфалтирање на површина од 2500 метри квадратни, изградба на автобуска постојка, поставување на парковски клупи за седење, корпи за отпадоци, како и засадување на зимзелени дрва и тревнати површини за оплеменување на просторот. Со реализацијата на овој проект, центарот во селото Пепелиште ќе биде претворен во една урбанизирана и функционална површина. Во општината во тек е реализација на проекта за рециклирање, кој е донација на УСАИД. Како дел од активностите кои ги предвидува проектот е набавка на контејнери кои ќе бидат означени посебно за хартија и означени контејнери за пластичен отпад. Воедно е организирана кампања за едукација на населението за важноста на зачувувањето на животната средина и рециклирањето на отпадот. Дистрибуција на флаери и печатени материјали низ основните и средното училиште во општината и одржување на јавни трибини по училиштата од потребата за рециклирање на отпадот се само дел од активностите. Исто така во основните училишта, како и во средното училиште, во тек е конкурс по ликовно и литература на тема рециклирање на пластичен отпад и зачувување на животната средина. Во изминатиот едногодишен период се изврши асфалтирање на улици, пробивање и тампонирање на дел од нив, се изградија потпорни ѕидови и огради, се санираа одредени патни правци, а беше извршено и крпење на ударни дупки.
И покрај одредени потешкоти околу спроведувањето на проектот Регионот Неготино и перспективите за алтернативен туризам, дел од активностите се во тек. Беше спроведена постапка за прибирање на понуди за изведување на обуките во 8 сфери и тоа за 100 лица од општината. По фазата на евалуација на пристигнатите понуди за најуспешна беше селектирана понудата на Факултетот за туризам и угостителство од Охрид. По утврдувањето на конечната листа на кандидати во следните 3 месеци ќе се респроведуваат обуки, преку кои ќе се зајакнат капацитетите во општината за развој на алтернативниот туризам. Во рамките на проектните активности во тек е постапка објавена со јавен повик за прибирање на понуди и за изведување на градежни работи на објектот Желкова куќа. Активностите околу изборот на најповолен изведувач ќе се финализираат во месец ноември, пошто ќе отпочне работата на самиот објект. Инаку претходно беше остварена работна средба во Неготино со представници од партнерот општина Агиос Георгиос, а за месец ноември се планира да бидат организирани и тестури во Грција и Македонија. Ќе бидат остварени и работни средби меѓу двете општини Агиос Георгиос и општина Неготино со цел да се утврдат потребите за подготовка на промотивни материјали за двете општини. Во локалната самоуправа во тек е реализацијата на проектот Судеб, со кој ќе бидат во голема мерка подобрени услугите кои општина Неготино им ги нуди на своите граѓани. Со овој проект сегашниот информативен центар ќе биде пренаменет во граѓански услужен центар кој ќе функционира на принципот на едношалтерски систем. За таа цел се спроведуваат обуки за вработените за испорачување на поквалитетни услуги. Исто така ќе бидат и реновирани просториите на овој центар, како и набавен современ софтвер. Со овој проект е предвидено и остварување на истурена канцеларија во село Пепелиште, која ќе може на овие граѓани да им ги понуди истите услуги како и услужниот центар во општината. Со реализирањето на овој проект ќе заврши шетањето на граѓаните од канцеларија во канцеларија и ќе може сите потребни процедури во општината да се завршат на едно место со добивање брзи и стандардизирани услуги. Во Неготино се одржа презентација на проектот за децентрализација поддржан од Европската агенција за развој, а имплементиран од финска консалтинг група. Имајќи предвид дека Неготино е познато по честите поплави кои се резултат на интензивни врнежи со кратко време траење и силен интензитет, општината преку компонентата за локален развој на проектот за децентрализација ја иницираше потребата за подготовка на документација која го третира проблемот за заштита од поплави. Оваа потреба е дефинирана и во стратешкиот план на општината, за што решение треба да се бара во наредниот период. Предложеното решение нуди алтернатива и многу поголема можност за изводливост за разлика од студијата за 4 микроакумулации, која е исто така подготвена во општина Неготино. Подготовката на оваа анализа е од експерти на ProPoint Consulting од Скопје, кои истовремено укажаа на можностите за натамошна разработка на оваа студија до конечен проект со кој понатаму ќе може да се аплицира пред европските фондови. Во рамките на повикот за достава на предлог проекти на Европската Унија, програма ИПА, проект за развој на локалната инфраструктура, општина Неготино ќе аплицира во областа урбанистичко планирање и изградба. Имено проектот се планира да содржи неколку подпроекти. Со овој проект се планира да бидат уредени следните површини во градот и во населените места: населбата Саат Кула, спомен Костурницата, местноста Чучуров Рит, уредување на мостовите во градот, центрите на Криволак, Долни Дисан, Тимјаник и Тремник, опремување со урбана опрема на постоечките локации и уредување на влезот на булеварот Маршал Тито. Овие проекти со кои ќе аплицира општината се дел од стратегијата за локален развој на општина Неготино, а дел од нив се содржани и во локалниот еколошки акционен план. Со донесување на Законот за рамномерен регионален развој и потребата за планирање на регионалниот развој, кој е во тренд во сите развиени земји, општина Неготино пристапи кон Вардарскиот плански регион кој го сочинуваат повеќе општини. Со воведувањето на овој плански регион ќе се отворат нови можности за добивање на проекти на регионално ниво. За аплицирање и изработка на проекти од заеднички интерес на општините кои учествуваат во овој регион ќе биде основан центар за развој на Вардарскиот плански регион. За формирањето на овој плански регион, Советот на градоначалници на регионот оствари повеќе средби, а договорени се и конкретни активности.
Во изминатиот период во училиштето Гоце Делчев се одржа свечен настан по повод пуштањето во употреба на проектот реновирање на подови, врати и портали преку ПЕП проектот финансиран од УСАИД во соработка со општина Неготино. Средствата за овој проект од УСАИД беа во висина од околу 30.000 американски долари, а учеството на општината беше во висина од 7.385 долари. Своје нефинансиско учество обезбеди и училиштето преку работна рака на техничкиот персонал и останатиот проектен тим. Со тоа завршија интензивните активности кои се изведуваа во текот на летниот период, а во училиштето се создадоа нови безбедни и похигиенски услови за работа. Благодарение на билингвалната паралелка во средното училиште Свети Кирил и Методи и подпишувањето на договорот за партнерство со училиштето Пиер Мондесо де Пинал Франција, во нашата општина беше остварена возвратна посета на ученици и нивни професори и координатори. Во март годинава ученици од нашата општина ја посетија Франција, а гостите беа сместени во домовите кај нивните соученици од Неготино и имаа заеднички часови и презентација на проект за нивно подобро запознавање и размена на идеи. Гостите ја посетија општината, при што им беше посакано топло добре дојде во нашиот град. Покрај посетата на општината беа посетени и други знаменитости на Неготино, како музеот, манастирот Свети Ѓорѓи и некои стопански капацитети. Општина Неготино во соработка со Центарот за локален развој Антигонеа, а со финансиска поддршка на Фондацијата Институт Отворено општество Македонија, во Црвени брегови и Криволак отвори 2 игрални за предучилишни деца. Проектот Дневни центри игрални за деца од 2 до 6 години е во време траење од 1 година и овозможува социјална инклузија на децата од овие населени места преку соодветна програма. Проектот со реализација започна во јануари 2008 и истиот ќе се одвива до јануари наредната година. Во веќе опремените игрални во двете населени места се изведуваат активности кои овозможуваат стекнување на основни вештини на социјализација и комуникација, стекнување на хигиенски и културни навики, насочување и унапредување на нивните афинитети и предиспозиции. Во нив се опфатени 30 деца. Општина Неготино во изминатите 6 месеци го реализираше проектот Галерија на виното, кој предвидува реконструкција и адаптација на дел од просторот во манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓија со цел за заштита на културно-историското наследство поврзано со лозарството и винарството, како и промоција на културниот и алтернативниот вински туризам како основа за побрз економски развој на општината. Од активностите кои преостануваат до крајот на реализацијата на проектот позначајни се изработка на сувенири со мотиви од нашето поднебје, комплетно доуредување на интериерот во музејскиот дел од галеријата, изработка на инфотабли, како и печатење на промотивни материјали за галеријата. Се планира галеријата на виното да биде комплетно завршена и отворена за посетителите најдоцна до крајот на месец ноември оваа година. Во изминатиот период се спроведуваа интензивни изведбени активности околу доградбата на музеот на град Неготино. Активностите ги изведуваше градба Промет Кавадарција, потребните средства за реализирање на проектот во износ од 3.678.000 денари за општина Неготино се италијанска донација. Во текот на месец ноември се очекува свечено пуштање во употреба на овој нов дограден објект во градот. Во изминатиот период општина Неготино ја продолжи воспоставената одлична соработка со невладините и граѓанските организации, реализирани се повеќе проекти, одгледување на печурки во соработка со Ековита, Бидим удар не почнува и во соработка со граѓанскиот центар за превентива и ресоциализација, скрининг на деформитети на скелетот кај училишната популација на територијата на општина Неготино, како и проектот Живеење во мултиетничка средина.